Влезот на Алијанса за албанците во владата ќе значи политичко окрупнување на актуелното мнозинство и негово стабилизирање, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Тој вели дека до тоа најверојатно ќе дојде. Сепак имајте предвид дека во смисла на динамика Алијанса има предстоен партиски конгрес, колку што се сеќавам на 17 декември. Тешко дека суштински одлуки пред тој конгрес ќе може да носи. Аналитичарот Шпетин Положани вели дека со приклучувањето на Алијанса кон мнозинството, албанците во Северна Македонија ќе останат без опозиција. Се надева дека Алијанса ќе влезе со политичка платформа и гаранција за реализација на истата во однос на озаконувањето на албанскиот јазик како службен. Тоа така испаѓа веќе без опозиција. Па сега БЕСА е некаква опозиција, да речеме, ама има многу слаб глас во парламентот и нема да се слуша. На овој начин јас мислам дека после на избори, после овој чекор, ако го преземе Алијансата, ќе биде уште послаба на изборите. Со овој чекор се зајакнува дуи. Нема некаква логика опозиција да се вклучи во опозиција. Тоа значи дека полека се враќаме во едноумие, кое што знаеме какви последици остави. И Арсовски смета дека приклучувањето на Алијанса кон мнозинството може да има и политички последици. И во таа смисла тоа може да ја зајакне БЕСА, бидејќи ќе биде единствениот канал за незадоволните албански гласачи. Но и со 8 пратеници на Алијанса, власта нема да има доволно пратеници, односно 81, за да бидат изгласани уставните измени. Арсовски очекува дека тоа ќе го зголеми притисокот врз ВМРО ДПМН и Левица за евентуална поддршка на измените на уставот. Прашање е дали ВМРО ДПМН ќе може да се дозволи да биде единствениот виновник што Македонија не ги почнала преговорите, отварањето на чаптерите. Но мислам дека треба да почекаме да видиме како што ќе донесе наредната година, бидејќи гледам дека веќе и меѓународната заедница е активна со повици да се донесат уставните измени. Ќе видиме како ќе се реперкуира тој политички притисок. Во моментот би рекол дека шансите се поверојатни дека нема да се случи. Положани очекува дека уставните измени сепак ќе поминат. Кога помина другиот пат со промена на името, разбира што беше многу поделикатно прашање, ова мислам дека нема да створи такви потреси како тогаш. Ќе се соберат тие 80 гласови. Прогнозите на Петар Арсовски се дека вистинскиот фокус за ова прашање ќе дојде дури наредната година, кога билатералниот скрининг ќе биде на пола и кога ќе треба да се знае што ќе треба да се направи како нареден чекор. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.